Филип Димковски од Прилеп е млад земјоделец кој што произведува чиста и здрава еколошка храна. Неговата бавча ја нарекува градината на Филип. За разлика од останатите бавчи, ова бавча која што се наоѓа во местноста Маркова чешма, во близина на Прилеп, се разликува по тоа што таа е една вистинска биоградина. Како што самиот тој во една прилика вели, тука се буквално си има своја улога. Од инсектите, преку неговите кокошки, па се до растенијата. Се што се произведува тука и се создава на ова парче земја, си има своја улога и функција во целиот процес на производството на храна. Храна здрава и еколошка, произведена со многу љубов и многу мерак. Затоа, како точно изгледа ова место на овој млад прилепски земјоделец, но и за тоа каква храна јадеме и како треба да го промениме начинот на нашата исхрана, ќе поразговараме со Филип кој што сега не очекува во неговата градина. Ајде да погледнеме. Здраво, Филип. Како здраво, добро дојдовте во градината на Филип. Многу ми мило што конечно имам можност да ја видам твојата градина. До сега ја гледав само на социјалните мрежи и твоите производи, но сега ќе имам можност, се надевам тука и дел да пробам, но и да ја видам оваа градина и да си поразговараме за многу нешто околу начинот на производство на здрава и еколошка храна. Прво ми е задоволство што дојдовте. Вие сте први кои ја снимаат градината на Филип вака телевизиски, бидејќи градината е релативно нова, е во фаза на развој, меѓутоа ете од некаде треба да се почне. Ви благодарам. Да, и нас ни е драго, како што кажеме, уште ми е подраго што си разговараме за производството на храна. По нас се гледа дека и двајцата сме меракли на храна, така да на добра. На добра и здрава храна, и се надевам дека во оваа емисија од тебе ќе слушнеме корисни совети како граѓаните да го променат начинот на исхрана, каква храна да користиме и од каде истата да се набави, затоа што знаеме дека најголемиот дел од здравјето на човекот зависи токму од начинот на нашата исхрана. Така е, ние сме она што го внесуваме преку устата и затоа треба да внимаваме што јадеме, каква храна јадеме и од каде е таа храна. Да погледнеме како изгледа градината на Филип. Повелете. Филип, може да не кажеш како започна целата таа приказна околу создавањето на оваа градина? По моето дипломирање во 2020 година, значи уште за време на студиите знаев дека сакам токму со производство да се занимавам. Кога дипломирав како земјоделски инженер во 2020-та, со едно мало наследство што го добив, со некоја моја заштеда го купив ова место и така настана градината на Филип. На вистина е реткост денеска да се забележи млад земјоделец кој што со гордост зборува за тоа дека се занимава со оваа професија и дека произведува храна, она што му е најпотребно на човекот. Мислам дека овде со години се има вршено некоја антиреклама на производство на храна. Нели учи за да не работиш, земјоделието е тешко, срамно и така натаму. А всушност ние без земјоделие и без производство на храна, не само ние, туку цел свет не може да живее. И напротив, треба да го истакнеме и да ја смениме таа приказна дека е гордост да се произведе храна, пред се, барем јас како што работам за сега, пред се за сопственото семејство, па понатаму и нешто плюс што ќе остане за оние што го сакаат тоа и што знаат нормално да го ценат. Што се може да се најде тука во твојата градина, што се произведуваш? Во овој начин на градинарство важно е да ја нахраниме прво почвата, односно да создадеме услови микробиолошки добро да се развие сето она во почвата, така што овде има се, од цвеќе до зачини до нормално зеленчукови и овошни култури, бидејќи тоа е целта на едно место што повеќе видови на растенија и така се збогатува биодиверзитетот, а тие едно со друго се штитат и се во комуникација. Во најавата на овој прилог кажав дека ова место представува еден вид на биоградина. Така. Исто така и ти често пати го употребуваш тој термин. Дали може да не покажеш зошто е тоа биоградина и како сите елементи што се наоѓаат тука на ова парче земја си има своја функција во тој затворен систем за производство на храна? Па прочитав една мисла, вели дека она што ние денес го нарекуваме органско, всушност е она што само храна го нарекувале нашите предци. Биоградината е нешто што е слично на она што некогаш се работело. Значи, да не се прска, особено не со хемикалии, со пестициди и хербициди, овде ништо такво нема.
Тревата е нормално да ја има затоа што не користам хербициди. Исто и таа на некој начин помага, бидејќи кога на пример имаме напад на инсекти, инсектите прво ќе дојдат на тревата, така ќе ги заштитиме другите растенија кои сме ги насадили, од кои очекуваме плодови. Еве туку имаме еден пример таков. Како што овде може да се види, ова е еден дебел слој на сено, значи во биоградинарството ништо не се фрла. Ова е искосена трева и ова се вика директно компостирање. Значи не се прави посебно место, туку директно на лејата се ставаат. Значи оваа трева сакате да кажете дека Ова е органска материја и ова е храна за нашите растенија. Сега на ова значи се додава и друга органска материја, остатоци и сето тоа. И ене веќе во оној дел назад ќе почнат новите тикви да растат баш тука. значи имаме тикви под нас? Не, во другиот дел се тиквите, овде ќе има зачински растенија. Секоја леја има комбинација од што повеќе видови растенија, бидејќи тие меѓусебно едни со други се штитат, комуницираат, а и друго поубава е глетката кога ќе видиме повеќе растенија. Еве и кај компирот имаме слама, тоа е принцип на малчирање со тревата, односно сеното или сламата што се клава, што се става над нив, им обезбедуваме подолго време да имаат влага и да не растат непожелни билки. Инаку во биоградинарството терминот корови не се спомнува, затоа што секоја трева и секоја билка што никнала има некаква улога. Нели не сме ние тие што ќе кажат ова е корисно, ова е штетно, се е корисно. Идејата на градината на Филип и општо на биоградината е да се постави еден затворен систем. Тоа значи дека се искористува и се употребува, така овие кокошки се хранат со растителните остатоци од градината и со житарици од локални производители. Од нив добиваме јајца за моето семејство и за секако за оној мал број на купувачи со оглед на малите количини кои се произведуваат, зашто од ваквиот начин на чување на кокошки не може да се очекува толков број јајца како што нели се произведува во оној затворен фармерски систем во кафези, но затоа пак добивате еден многу повисок квалитет со овој начин на производство и секако поздрави јајца. Лушпите од јајцата ни тие не се фрлаат, се користат за добивање на калциум за прихрана на растенијата, така што се надевам дека во нивното ѓубриво се искористува за ѓубрење на нивниот измет се користи за ѓубрење на градината и така постојано се доближуваме до она што е природно движење во природата. Каква храна јадеме ние во Македонија? Ние за жал јадеме храна која е од неиспитано потекло и самите оно што го купуваме не знаеме од каде е. Можете по самите производи да видите некаде дека не ни се наведени некои важни податоци на храна, а за храната што ја купуваме, а може да биде навистина многу поинаку, затоа што имаме вистина убави услови за производство на храна. Зошто и покрај сите убави услови што ги имаме и климатски, значи сето она што Бог ни го дал, ние сме увозно зависна земја за храна и тоа поприлично зависна. Па јас верувам дека за некои работи можеби и натаму кога и би се подобрило земјоделското производство би биле зависни. Добро, тоа е така од некои производи. Меѓутоа штета е да тука нас ни недостасува земјоделска стратегија. Значи вистински начин на потикнување на земјоделецот и на производството, но и поголема свест кај луѓето за важноста од каде се купува храната и зошто да купуваме од некаде кога можеме да го произведеме или веќе го имаме многу поквалитетен тој производ токму од оваа почва произведен. Токму така, секогаш помеѓу купувачите и одгледувачите, односно производителите на храна, имаме еден трет посредник што се јавува, што често пати вие велите дека нема потреба да го има во тој сооднос, затоа што најдобро каква храна јадеме може да знаеме доколку директно ја купиме од самиот производител. Па да, уште пострашно што не е само трет, туку и четврт, петти, шести, па додека да дојде до нас храната, ние не знаеме веќе што сме купиле. Токму она што
што малото производство го возможува е директна комуникација со купувачите. Ме исполнува моментот кога некој директно ми се обратил, купил некои производи од кај мене и потоа во порака ќе ми напише или јас ќе го прашам како ти се допадна, затоа што ми е важно дали тој што купил нешто е задоволен. Не за пак да купи, туку за да на трпезата постави квалитетна храна за себе и за своето семејство. Токму е тоа за кое се залагам и јас, но и сите оние што се дел од Slow Food организацијата, на која сум член, која и во нашиот град постои како Slow Food Прилеп, која преку различни настани и начини се труди преку различни пазари на мали производители токму тоа да го постигне. И верувајте дека чинамот и тоа зема замав и дека голем дел на луѓе полека стануваат свесни дека тоа е потребно и тоа е вистинскиот начин на комуникација и на избор на храната. Сакате да кажете дека ова треба да се спроведе еден вид како стратегија на Министерството за земјоделство и шумарство? Па да, би требало и да се обрни внимание на тоа дека можеби нема да се надпреваруваме со големите држави по обемот на производство, но сигурно дека можеме да бидеме меѓу првите со квалитетот на она што го произведуваме, затоа што имаме такви услови во оваа држава. Во целиот овој, ајде да кажеме, јас би го нарекол искрено, за жал, масовен екзодус на младата популација од државава, која што се помалку сака да се занимава со земјоделство. Дали еве ваквите примери како тебе сметаш дека ќе допринесат младите да започнат повторно да се занимаваат со оваа гранка која што навистина може да им донесе добар економски бенефит доколку знаат како да се занимаваат со неа? Клучно е да сватиме дека мора да работиме. Нас нешто сме уплашени од зборот работа или западнати сме во зона на комфорот, дека ако седиме и тоа е тоа. Меѓутоа работата со земјата е тешка, напорна. Јас овде 3 години само камен чистам досега и уште не е исчистено и уште не е се онака како што треба да изгледа. Меѓутоа, оваа работа е и здравие и благодет. Значи, со самата работа ние сме во еден директен дослух со природата и тоа ни овозможува и здравие. За среќа, веќе мислам дека расте бројот на млади луѓе кои решиле да останат тука и да се занимаваат со земјоделие. Барем се обидуваме и пробуваме, колку ќе успееме, ќе се надевам ќе се сретнеме по некое време, па тогаш ќе разговараме. Меѓутоа, пред се мене и сличните што ги има, за среќа, ќе спомнам примери како Давид од Рашта кој се занимава со козарство, Никола Богдановски и други, значи не држи љубовта кон татковината, желбата дека овде нешто треба да создадеме и да направиме и тоа дека може и овде да се успее ако се работи. Се надевам дека веќе тоа ќе се препознае и ќе можеме да просперираме на тој начин. Тоа беше едно мало представување на градината на Филип, но исто така имавме можност да ги слушнеме неговите корисни совети за тоа како и од каде да набавиме здрава и еколошка храна, која што, како што кажавме и во нашиот разговор, го продолжува и животот на човекот, но и го заштитува неговото здравје. Се надевам дека овие негови позитивни корисни совети ќе ги следат како купувачите, како граѓаните кои што набавуваат храна, така и младите земјоделци и дека конечно Македонија ќе стане една призната и позната земја во светот по производство на здрава, чиста и еколошка храна.